Националниот парк Пелистер годинава планира бројни активности за афирмирање на авантуристичкиот туризам, а исто така се планираат активности за привлекување на поголем број туристи во делот на велосипедскиот туризам. Преку Агенцијата за развој на туризмот ќе бидат подготвени одредени денови за посета на неколку природни атракции на Пелистер. Националниот парк Пелистер годинава планира бројни активности за афирмирање на авантуристичкиот туризам, а исто така се планираат активности и за привлекување на поголем број туристи во делот на велосипедскиот туризам. Планирано е да се маркираат повеќе патеки на Пелистер, како и изработка на пропаганден материјал со што би се афирмирал националниот парк. Ние би сакале особено да може да се развие поголемо присуство на домашни и странски туристи на Пелистер, но за тоа имаме чувство дека туроператорите на некој начин доаѓаат и туристички посетуваат Битола, но самото присуство на Пелистер им создава дополнителна потреба до околу 2 часа во текот на денот за да можат барем да се појават на Пелистер. И тоа е можеби пречка што досега немавме така помасовно присуство, иако работиме на тоа. Преку Агенцијата за развој на туризмот ќе бидат подготвени одредени денови за посета на неколку природни атракции на Пелистер. Да речеме посета на историската патека како патека од Првата светска војна со одредени обележи и карактеристики и во тоа посебна помош дава на туристите и посетителите и нашиот информативен центар каде што можат дополнителни информации, литература или пропаганден материјал да добијат за дополнително информирање. Годината што измина ја одбележаа неколку значајни активности на Националниот парк, а можеби најзначајно беше присуството на сајмот за туризам во Белград, каде беа представени убавините на овој дел на Република Македонија. Почитувани, остануваме на темата Пелистер уште малку. Денеска мој гостин со кој што ќе разговараме конкретно за моменталната состојба на Пелистер е госпоѓа Мирјана Митревска, раководител на подружница Молика. Ви благодарам што сте дел од утринската програма Деница на Мега телевизија. Ви благодарам за вашата покана и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Кажете ми, неодамна го добивме долго очекуваниот снег или така да се изразам, првото чувство дека навистина е зима. Температурите паднаа, снегот падна. Почна и ски сезоната на Пелистер, конкретно кај хотелот Молика. Кажете ми, каква е моменталната состојба? Има ли туристи, има ли посетители, се радуваат ли на снегот? За жал, оваа година, како и во останатите туристички скијачки центри и во ски центарот Копанки, скијачката сезона започна малце покасно од причина што немаше доволно количини на снег. Официјално скијачката сезона започна на 17 јануари и покрај недоволните количини се направија напори да се спреми патеката одлично и мислам дека одлуката да се стартува беше исправна, бидејќи после првичните информации дека ќе се стартува со работа, колони од возила се упатија кон скијачкиот центар, секако влюбеници во скијањето, да ги задоволат скијачките страсти и мислам дека тогаш се покажа која е привилегијата на битолчани да само на 15 километри од градот имаат ски центар и секако во непосредна близина да се наоѓа Пелистер како една вистинска воздушна бања. Од тогаш веќе 4-ти ден скијачкиот центар работи непрекинато. Имаме посетители како од Битола, така и од регионот и мислам дека скијачката сезона ќе продолжи. Кажете ми, во однос на туристичката понуда, ги споменавме и битолчани дека се скачуваат нагоре према Пелистер, меѓутоа сметам дека поголемиот број на гости и посетители се надвор од земја. Кажете ми за понудата на самиот хотел Молика, за понудата на терените на Пелистер и се она што спаѓа кон туристичка понуда. Така, значи кај нас зимската сезона почнува малце порано, тоа е со започнувањето на католичкиот Божи, кога како по традиција целиот капацитет се откупува од нашите ценети гости од Албанија. Значи и ова година се случи истото, потоа продолжуваме со новогодишните празници, каде што оваа година
Молика наликуваше како Балканот во мало. Значи имавме гости од Бугарија, од Србија, од Грција и секако нашите македонски гости. Ако од годините наназад, со завршувањето на новогодишните празници, се намалувал бројот на гостите, неколку години уназад, веќе имаме традиционално наши гости од Македонија да Бадник, Божик, Божикните празници ги празнуваат во хотелот, така да придонесува за продолжување на зимската сезона. Гостите од Албанија не се само годинава. Ги имаме и во текот на изминатите години како нека традиција, тие чисто доаѓаат кај нас, го сакаат снегот посебно. Меѓутоа, кога ќе дојдат кај нас, бараат ли нешто по-конкретно? Бараат ли некоја наша автентична храна или дали се специфичен вид на гостите од Албанија? Бараат ли нешто посебно кога станува збор нели за доаѓањето на Пелистер? За нив најинтересно е секако снегот. Значи посетата на ски центарот секако. И ние во тој период се трудиме да им понудиме наши традиционални јадења. Значи, имаме одлична соработка, години наназад соработуваме со овој тип на гости и мислам дека ќе продолжиме и понатаму. Ски центарот ја има и жичарницата. Да. Се направија напорите, се стартоваше, се работеше, имаше периоди кога не работеше тој ски центар. Меѓутоа, паралелно, направена една паралела, кога не работеше, сега кога работи. Што се придонесе за Националниот парк Пелистер? Се посетили повеќе? Доаѓаат ли повеќе луѓе таму? Вака, значи, веќе 5-та година хотелот Молика, како дел од Елем Турс до Ел Скопје, стопанисува со жичарницата, со ски центарот Копанки. Да бидам искрена, кога се зафативме да стопанисуваме со овој ски центар, беше за нас голем предизвик. Меѓутоа, секако и си поставивме на голема цел со техничката служба да го вратиме скијањето на Пелистер, бидејќи има голема традиција. Значи, тука морам да напоменам дека имавме голема поддршка од раководството на Елем, стручни екипи од Реки Фот и мислам дека успеавме во тоа што ни беше како зацртана цел. Секако како дополнителна содржина, изминатите години од кога е ставена во функција жичарницата, ски центарот Копанки, доста поволно се одразува во работењето. Секако како дополнителна содржина на нашите гости можеме да го понудиме ски центарот Копанки. Значи, мислам дека во позитивна насока оди работењето и на хотелот со функционирањето на ски центарот Копанки. Да, ски лифтот функционира. Тоа е сепак едно големо задоволство, бидејќи после 15 години нефункционирање на ски лифтот и кога многу од битолчани беа скептици дека ќе профункционира, ево нашата екипа успеа да го стави во функција и веќе одма на 18 јануари беше ставен во функција и ски лифтот и сега функционира и ски лифтот и жичарницата. Забележувате ли некоја разлика во однос на посетеноста на овој дел од нашиот град, нели на Пелистер? Го имавме случајот со трагичниот настан, нели, кога изгоре Копанки како дом, каде место каде често се знаеше барем еден чај да се испие. Се чувствува ли таа потреба, се трупа ли можеби вашиот хотел капацитетот со луѓе кои што едноставно сакаат да дојдат само барем еден чај да се напијат, да не им биде залудно доаѓањето? Имаа навика, се искачуваа до Копанки, ќе прошета во околните патеки тука во близината, ќе поскија и ќе се вратеа назад задоволни. Какво е сега чувството кога ете Копанки го нема? Вака, значи, хотелот Молика и Копанки станува збор за различен вид на сместувачки капацитети, меѓутоа сепак ме радува фактот и информацијата што ја добивме деновиве дека ќе се почни со обнова на планинарскиот дом Копанки и секако, мислам, позитивно ќе се одрази и врз нашето работење, бидејќи освен скијачите, во изминатиот период, кога функционираше планинарскиот дом Копанки, имавме река од посетители на влюбеници во планината кои сакаа да се качат со жичарницата до планинарскиот дом Копанки, да се напијат чај и секако да се вратат или по патеката или со жичарницата.
Сега не е тоа пракса? Па има, меѓутоа во помал број. Се надевам дека доколку би се обновил планинарскиот дом Копанки, дека ќе се зголеми посетеноста. Би почувствувале ли конкуренција доколку таму се изградат и други сместувачки капацитети? Не, мислам дека не сме конкуренција, значи станува збор за различен вид на сместувачки капацитети и мислам дека ќе е во интерес и наш да се обнови што поскоро планинарскиот дом Копанки. Ќе се навратам на жечарницата повторно. Која е цената за која што можат битолчани или еве другите посетители да се повозат на таа жечарница или ски лифтот? Разумни цени ли имате или може би сте скапи, ете така да се Не, за разлика од другите ски центри каде што цените се малце повисоки, ние имаме пристапни цени. Мислам така да дневниот ски билет кошта 30 денари за возрастни, 200 денари за дечиња, сезонскиот ски билет е 4000 денари, а возењето за пешаци, да речеме не скијачи, е само 100 денари. Така, дали функционира школата? Ова година, значи, хотелот Мавлика секогаш оставал простор за спортските работници кои покажуваа афинитети за подучување на дечињата кон скијањето. Меѓутоа, оваа година, како новитет, хотелот Молика ангажира инструктор кој што ја води школата за скијање, каде што дечињата кои што се сместени во хотелот Молика добиваат бесплатни часови за скијање. Што можам да кажам дека веќе неколку денови од кога функционира оваа школа, има голема раздвиженост на просторот кој е отстапен за оваа цел. Значи, имаме дечиња кои што ги прават првите чекори на скијањето, истовремено и родители кои во тој период можат па да скијат на скијачките патеки во ски центарот. Значи, ако се земјите деца така ги подучува нашиот инструктор. Значи, е задоволство да се видат задоволни детски лица кои ги прават првите чекори во скијањето. Истовремено имаме и посетеност и од дечиња и од останатите градови во регионот, кои што ево ги прават првите чекори на скијање баш на Пелистер. Така и дополнително прашање би било во смисла, еве функционира и школата, снегот падна, жечарницата работи, ги имаме сите благодети. Има ли некакви планови и најави како што беше претходно во минатиот период во однос на ноќното скиење, вештачки снег, доколку го немаме оној природниот? Докаде се тие, можеби некоја евентуална најава за нашите гледачи да им откриеме некоја мала тајна? Така, во завршна фаза е основниот проект за базените за вештачки снег. Се надевам дека ќе се реализира. Исто и проектот за ноќно скијање, со што би се зголемила содржината секако во ски центарот Копанки. Благодарам за гостувањето во денеската емисија. Почитувани, сега малку ќе одмориме со музика.